Да ви ја представиме таа енергија, ќе ја повикам нашата колешка Ирена Спировска, која што во моментов се наоѓа во друштво со нејзиниот соговорник Гоце Стевковски, директор на Националниот джез оркестар. Добро утро, Ирена. Добро утро, Оле, поздрав до тебе, до сите во студиото, во режијата и се разбира најголемиот поздрав го упатувам до гледачите кои што утринава се заедно со фреквенцијата на телевизија Алфа. Како што најави ти, јас сум заедно во друштво со Гоце Стевковски, директор на Националниот джез оркестар, и во следниве минути ќе најавиме еден концерт кој што најтопло го препорачуваме на сите љубители на убавата музика, рок-н-рол и джез на 8 декември во Македонската филхармонија, концерт на кој што Националниот джез оркестар ќе настапи со тројца врвни музички уметници. Деталите ги дознаваме во продолжение. Пред се добро утро, Гоце, благодарно за поканата во овие рани утрински часови кога денот уште не почнал, да споделиме информации за концертот со нашите гледачи. Добро утро за вашите гледачи, добро утро и на вас. Како што најавивте, на 8 декември имаме концерт во Македонската филхармонија. Гости ни се Рамбо Амадеус, Дарко Рундек и Владко Стефановски. Околу овој концерт би сакал само да напоменам дека билетите се распродадоа за многу рекордно време, така да нема билети повеќе да се купат. За жал, нели? Околу уметничкиот концепт би спомнал дека веќе имаме, да речеме, настапувано и со Дарко и со Рамбо, така да една новина, да кажеме, на концертот би било тоа што со Владко Стефановски, например, со господинот Владко Стефановски, ќе имаме чест, нели, да настапиме заедно, кај што, например, нели, новото е тоа што првпат свириме во суштина материјал негов и аранжиран за концертот, нормално, нели, за ваков тип на оркестар. Од прилика тоа би било вака, накратко. Иако имате соработувано со Дарко Рундек и со Рамбо Амадеус, ова е за прв пат ваква комбинација, кога на истата сцена ќе се појават тие двајца и Владко Стефановски. Значи, навистина се работи за врвни, докажани уметници кои што скопската публика и сите оние што навреме реагира и си обезбедија билет ќе имаат можност да ги слушнат. Па прв пат е оваква, да речеме, некаква фестивалска концепција, да го наречам на некој начин, пошто веќе се може да ги рачунаме како и три групи, односно три изведувачи, меѓутоа за нас е интересно тоа што ние веќе имаме спремно материјали, да кажем, пошто зависи тоа, нели, како оркестар мораме да имаме музиката да ни биде напишана и така насака. Така да идејата конкретно за овој концерт беше да направиме некакво вовед, да речеме, во новогодишно или предновогодишно, нели, расположение, малце да почнеме да славиме на некој начин, нели, да ја започнеме таа новогодишна еуфорија. И за тоа го одбравме овој концепт, да кажеме, да, иако годинава имавме исто многу познати светски имиња кои што настапија со нас од различни жанрови, нели, на джез музиката. Овој пат се одлучивме за една малце поинаква концепција, која што е базата, нели, рокот, односно рок-н-ролот, да го наречеме, поготово од тие XU простори. Сметам дека изборот ни е добар и дека ќе се поминеме сите убаво на концерт. Концертот ќе се одржи под диригентската палка на маестро Еминџија. Така е, да. Маестро Еминџијан е диригент на концертот. Од гости Дарко доаѓа со неговата екипа, со Игор Павица и со Маја Риджич. Владко и Рамбо се сами. Значи, да, тоа некако така. Мислам дека би треба и Дарко Мучев да го кажеме, он ќе настапи со Рамбо на концертот и така.
Ги спомнавте настапите на Националниот джез оркестар со други звучни светски имиња. Оваа 2025 година слободно можеме да заклучиме дека беше една исклучително успешна година за Националниот джез оркестар. Прво што видовме навистина одлични концерти тука кај нас во соработка со многу гости, но и да ги вклучиме тука секако турнеите на Националниот джез оркестар на кои што имавте можност да се представите и во други земји на престижни сцени. Така е, ние само што се вративме во суштина некаде пред 10 дена од турнијата која што беа на втор пат. Првиот пат бевме во Сплит, летово настапувавме на Перистил, тоа е на Сплитско лето. А сега бевме во Будимпешта, во Прага и во Виена, кај што имавме навистина прекрасни концерти, бевме прифатени одлично од публиката која што ни дојде на концерт. Се работи за исклучителни места со традиција, со реноме кај што настапувавме. Тоа е Ла Фабрика во Прага, тоа е еден театар модерен кај што се случуваат и концерти и театарски представи нормално, и нормално во Будимпешта свиревме во салата е на ИЛТ универзитет е тоа, некој кој што има супер сала, таму го свиревме првиот концерт, во Прага свиревме во Ла Фабрика, а во Будимпешта, во Виена свиревме во Порги Бес, тоа е нели еден од најпознатите джез клубови во Европа. Така да беше навистина до последно столче исполнето се. Поминаа концертите со овации, изборот на композициите беше супер. Свиревме некаков спој, да кажеме, на традиционална музика, нели фолклорни мотиви аранжирани во джез аранжмани. Тој спој го направивме, исто така има преаранжирани малтене цели ора кои што се представивме таму, така да супер беше од живот. Што после 8 декември, дали до крајов на годинава Националниот джез оркестар планира уште нешто или веќе полека ќе стигне таа динамика што ве следеше цела оваа 2025 година? Имаме уште еден детски новогодишен концерт, тоа е на 14 декември. Овој пат одлучивме да биде на темата, односно Биби и Боби, цртаниот филм кој што доста од дечињата нели го знаат. Таму има и музика, песнички кои што се направени, ние ги направивме за голем оркестар. Оригиналните гласови од Биби и Боби ќе настапат, ќе ги отпеат песните заедно со нас, потоа ќе имаме модератор кој што нели ќе ги воведе дечињата во таа цела приказна, така да мислам дека тоа ќе биде исто еден многу убав настан, поради тоа што е така една нова, да речеме, продукција, нова концепција и сакаме нови работи кои правиме. Посакувам успешна реализација на овие два концерти, на 8 и детскиот концерт Биби и Боби, и да ја завршите годинава навистина задоволни од сите ваши остварувања. Благодарам за одвоеното време и за интервјуто. Благодарам и на вас. Голем поздрав. И еве со оваа информација ние се одјавуваме од тука, продолжуваме се разбира со темата и со гостите во нашето студио. Останете со добро утро секој утро на Алфа. Благодарам, Ирена. Благодарам за одличниот линк и информацијата за престојниот настан.